Пакети со храна и вода за Газа беа натоварени во четвртокот на товарниот брод Сагамор и потоа префрлени на друг американски брод. Војската на САД сега ја преместува помошта во морето додека го чека новото американско пристаниште во близина на брегот на Газа. Бидејќи Бенавидес ќе биде на местото на настанот, почнуваме со операциите, за потоа да се ослободи Сагамор, за да се врати назад во Кипар, за да се наполни со дополнителна помош. Ке чекаме соодветни безбедни и временски услови да почнеме, ќе го искористиме тоа време во наша корист. Ситуацијата во Газа од ден на ден станува се поитна додека помошта неопходна за живот е при крај. 2 милиона палестинци кои живеат во Газа се колективно блиску до неухранетост. Ова е, како што ги разбирам бројките, една од најтешките ситуации со храна во поновата историја. Официјални лица велат дека пристаништето изградено во САД ќе носи десетици камиони со помош на ден, во време кога аналитичарот Мајкал О'Хенлон вели дека помошта што се пушта воздушно од САД и други, заедно со гужвата камиони на граничните премини, е крајно несоодветна. Ова пристаниште е очајно потребно и всушност е задоцнето, а бројките што ги видов сугерираат дека всушност може да помогне да се испорача значителен дел од она што е потребно. Официјалните лица велат дека се предвидени безбедносни мерки за да се заштитат американските војници на пристаништето и цивилите што ја дистрибуираат помошта на плажата. Сигурно би се надевале дека ако Хамас навистина се грижи за палестинскиот народ, нема да се заканува со доставување хуманитарна помош до луѓето кои имаат точајна потреба за тоа. И од наша страна, ние ќе продолжиме да работиме со меѓународната заедница за брза помош. Официјалните лица велат дека дистрибуцијата на помош преку море би можела да започне најрано следната недела.